Семејството на починатиот Ведата Деми се собра пред обвинителството во Куманово во знак на протест. Една година по смртта на 32-годишникот во Кумановската болница, неговиот татко и братот изразија револт поради недоволното действување на истражните органи и бараат што поскоро правда за починатиот. Наши ќе му дјали. Се дрици че нук до të ketë, s'ma merr menja që do të ketë. Se e ka pasha ditë kur më therrën mua te prokurori, kur më therrën a ditë mua e pa se pi aty doin me ndru Londën. Po. Se sa është ai kurkun hiç nuk është. Shembull, edhe s'ka qenë. Kur e merr dokumentin doktori, shembull. Kur e merr dokumentin, duhet të jetë aty të vese pacienti shka i dhem, shka i asi. Shembull, a ka alergia, s'ka alergia, për shka i të ankona, shka ankona, hiq. Shumë është e vështirë. Çdo ditë, çdo net pret lajm, mirë po nuk ka asgjë. Me në pyetje çfarë ka ndodhur, a ka ndonjë sent re, a ka me pas, a ka me dalë rasti në drejtë, asgjë. Si që thash edhe një vit më herët, nuk kam shpresa shumë që ka me pas drejtësi në këtë shtet korruptum, ama që ja pra edhe se sot një vit i njëjti rast. Обвинителството денеска формира истражна постапка против 3 лица. Од предистражната фаза е утврдено дека постојат елементи на кривично дело со последица смрт. Осомничен е докторот ЗГ, кој во ноќта на 17 март 2025 година, додека бил на смена, ја упатил сестрата ВА, исто така осомничена, да инјектира ампула аналгин во вената на починатиот, без да провери дека пациентот е алергичен на аналгетици. Третиот осомничен е докторот АА, кој еден ден предходно го примил пациентот во итната помош со силни стомачни болки и наместо да го прими на болничко лекување, му дал упат за домашно лекување. За тој предмет завршена е предистражната постапка, направено и дополнително вештачење во судска медицина, формиран е предмет против 20 доктори и една медицинска сестра и постапува јавниот обвинител Иса Сулејманов. За која значи како ќе се истражува за која кривично дело? За несовесно лекување на болни со тешка последица смрт. Од денот на трагедијата телевизија 21 го следеше случајот, извештуваше за секое дејство или недејство на надлежните институции. На почетокот беше разрешен директорот на Кумановската болница Стефан Трајановски. Потоа предистражната постапка траеше една година со испрашување на странките и со извештај од обдукција кој беше оспорен од самото обвинителство. Од Институтот за судска медицина доставија втори извештај кој е клучен доказ за причините за смртта на Ведата Деми, кој дојде во болница за лекување, но почина. Ky është reparti kirurgjikal në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës. Praktikisht ne jemi në ambulantën ditore ku jepen terapit ditore të pacientëve të cilët vinë dhe fatkeqësisht kjo është dera ku ka ndodhur rasti dhe ka ndruar jetë pacienti Vedata Demi. Исто така извештајот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат покажува и други пропусти. Непредпазливата интервенција во процесот на реанимација во болнички услови не би била фатална за анафилактичен шок, доколку биле обезбедени сите потребни апарати и доколку медицинскиот тим бил подготвен да интервенира навреме.